Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Бактериолошка загаденост на водата за пиење е утврдена во виничкото село Градец. По анализата што ја направил Центарот за јавно здравје во Кучани, побарано е општина Виница да го извести локалното население дека водата не треба да се користи за пиење или готвење. Водата од водоводот во виничкото село Градец е неисправна за пиење, поради што е издадено упатство таа да не се употребува. Анализата врз земените примероци што ги направил Центарот за јавно здравје од Кочани покажале поголемо присуство од законски дозволеното на вкупниот број бактерии на 22 и 36 степени Целзиусови во 1 милилитар вода. Во писменото известување што го испратиле од Центарот до општината стои дека поради бактериолошката загаденост на водоводот се препорачува жителите од ова село за пиење да користат флаширана вода, а за другите потреби водата од чешма да ја превриваат. Исто така се предупредува да се преземат мерки за редовно дезинфецирање со резидуален хлор од 0,2 до 0,5 мг на литар. Од физичко-хемиски аспект утврдено е дека исправноста на водата во Градец е во рамки на дозволените законски параметри. По барање на општина Виница испитување на водата е направено и во водоводот во селото Истибања. Таму резултатите одговараат на законските прописи и стандарди и во поглед на бактериолошката и на физичко-хемиската исправност. Реконструкцијата на улицата Страшо Ербапче во Кучани влегува во завршна фаза. По огребењето на асфалтниот слој ќе се поправаат оштетените шахти и сливници, пошто во најкраток период коловозот ќе добие нов асфалт. Заврши гребењето на околу 12.000 метри квадратни асфалтна површина на улицата Страшо Ербапче во Кочани. Според информациите на стручните служби од општина Кочани, градежните активности овозможуваат комуналното јавно предпријатие Водовод да изведе нова канализацијска линија и приклучоци за објектите покрај патот. Едновремено ќе бидат санирани и оштетените шахти од фекалната и атмосферската канализација. Пред да се постави асфалтниот слој, ќе се поправат и големите оштетувања што излегува на површина по огребењето на стариот асфалт. Градежните работи на улицата Страшо Ербапче се изведуваат со финансиски средства од јавното предпријатие за државни патишта. Тоа работеше и на реконструкцијата на патот Пониква Кочани во должина од околу 11 километри. Улицата Страшо Ербапче беше сериозно оштетена, а е мощнефреквентна улица во овој дел од градот каде што постојат неколку стамбени комплекси и јавни објекти. Реконструкцијата на коловозот е во функција на подобрување на патната инфраструктура кон Пониква, бидејќи таа е сообраќајница која што се поврзува со регионалниот пат Р1 309, односно поранешниот Р519. Градоначалникот Николчо Илиев неодамна соопшти дека во наредната година покрај асфалтирање на нови се планира и реконструкција на дел од постојните оштетени улици во Кочани. Во 2018 година во Кочани нема регистрирани случаи на ХИВ позитивни или СИДА, информираат од Центарот за јавно здравје. 1 декември во светот се одбележува Меѓународен ден за борба против СИДАТа. Во Кочани лани во 2017 година се откриени 2 и во Виница само 1 случај на заболен од вирусот ХИВ. Во оваа 2018 година до 30 ноември Центарот за јавно здравје не регистрирал заболени од СИДА или ХИВ позитивни лица, информираат од Центарот. Од 1987 година до 2018 во Македонија има регистрирано вкупно 393 лица заболени од СИДА, покажуваат податоците од Центрите за јавно здравје. 1 декември е денот кога преку разни манифестации и едукации се одбележува Меѓународниот ден за борба против оваа опака болест, за која се уште не е пронајден лек. Се работи на едукација и подигање на свеста кај луѓето за превенција од болеста, користење заштита при сексуални односи и учење на начините на незиното пренесување преку одредени телесни течности, крв, сперма, предсемена течност, вагинални секрети и мајчино млеко и преку користење на инфицирани употребени игли и незаштитен однос. Инаку, Центарот за јавно здравје информираат дека во меѓувреме, заради големата заинтересираност за вакцинирање, набавени се дополнителни 500 дози на вакцина против сезонски грип. Од нив 210 се за Кочани, 110 за Виница, 110 за Делчево, 40 за Берово и 30 за Пехчево. Дел од нив се комерцијални, а дел се со мој термин, односно за пензионери со ниски примања.
Од Центарот за јавно здравје додаваат дека сите граѓани кои се заинтересирани може да дојдат во центарот и да се вакцинираат против сезонски грип. Лицата со попреченост немаат пристап до информации од јавен карактер, покажале истражувањата на Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива во рамки на истражувањата од проектот Пристапни и достапни јавни информации и услуги. Во Виница се одржа работилница наменета за вработени во локалната самоуправа и институциите во општина Виница со цел изнаоѓање начини за поголемо информирање на лицата со попреченост за услугите кои се нудат на локално ниво. Зголемување на инклузивноста во системот на Република Македонија и создавање услови во локалните институции, односно да се истражи, анализира и подобри сегашното ниво на достапност на општинските веб страници за лица со различен вид на попреченост во источниот регион на Македонија, преку публикување на извештајот од анализата, објавување на резултатите, дискусија на тркалезна маса и издавање на водич за адаптација на веб страни. Е целта на проектот Пристапни и достапни јавни информации и услуги, што се одржа во салата на Советот на општина Виница. Преку проектот треба да се зајакнат капацитетите на 30 представници на општинската администрација од Штип, Пробиштип и Виница во обезбедувањето соодветен пристап до информации и услуги на лицата со попреченост преку реализирање на 3 еднодневни работилници кои ќе опфаќаат теми за комуникација со лица со попреченост и техники и методи за овозможување. Во изминатиот период направивме истражување на општинските веб страници за пристапноста за лицата со попреченост. Истражувањето го презентиравме на 5 ноември во Штип, каде беа поканети градоначалниците на општина Пробиштип и општина Виница и на тој настан имаме склучено меморандум за соработка. Општините се отворени за соработка и се отворени за адаптација на своите веб страници, за да можат да ги информираат граѓаните со попреченост за нивните права и услугите кои ги нудат општините за сите граѓани, па и за лицата со попреченост. Денешнава работилница е пристап до јавни информации, но и комуникација со лицата со попреченост. Учесници се представници на локалната самоуправа, но и на институциите во општина Виница. Зошто е ова вака? Затоа што сметаме дека институциите и општината, нивната администрација, немаат доволно вештини за комуникација со граѓаните со попреченост, затоа овие граѓани не добиваат квалитетни и навремени информации за да ги остварат своите права. Од претходните истражувања ние имаме сознанија дека граѓаните со попреченост воопшто не се информирани за услугите кои се нудат на локално ниво, но и начинот и постапката за добивање на услугите. Инаку, пристапот до информации и комуникација од јавен карактер ги подразбира сите информации кои се наменети за сите граѓани, вклучувајќи и секојдневната комуникација со другите луѓе. Меѓу наведените клучни науди се и тие дека најголемиот недостаток е немањето видеа и тоа е забележано во над 80% од веб страните. Над 60% пак од општините имаат објавена содржина која е нејасна, односно неразбирлива за лицата со попреченост. Овие работилници се токму затоа да се поправат тие недостатоци и да им се овозможи полесен пристап до информации на лицата со попреченост. Патувачка изложба 100 години од Македонскиот фронт ќе биде отворена в понеделник на 3 декември во просториите на библиотеката Искра во Кочани. Во периодот од 3 до 7 декември 2018 година во просториите на јавната општинска установа библиотека Искра ќе биде поставена изложбата на тема Секојдневниот живот на линијата на фронтот. Изложбата е подготвена од Асоциацијата на наставници по историја на Македонија со финансиска помош и поддршка од Министерството за култура на Република Македонија со намера да потсети на воените дејствија на Македонскиот фронт 100 години подоцна.
Акцент на изложбата е ставен врз секојдневниот живот на обичните луѓе, кои биле зафатени со вирот на војната и без своја волја. Самата изложба е составена од 10 паноа, на кои се прикажани бројни сведоштва од Македонскиот фронт, текстуални и визуелни, и даваат изворена слика за секојдневниот живот на линијата на фронтот. Изложбата ќе биде отворена на 3 декември со почеток во 13 часот. Следуваат информациите од спортот. Очекувањата за успехот на мемориалниот турнир легендите на Спартак дури и се надминати со големите успеси и бројот на освоени медали. По турнирот, велат од Спартак, се јавиле голем број заинтересирани деца за членување во клубот. Успешноста на мемориалниот турнир легендите на Спартак резултираше со зголемен интерес на деца кои сакаат да членуваат во боречкиот клуб Спартак. Одговорните во клубот велат дека задоволни се од тоа како помина мемориалниот турнир и се заблагодаруваат на сите кои учествуваа во неговото организирање. Што кажав и пред почетокот на турнирот моите очекувања, сега можам само да кажам дека беа надминати на моје огромно задоволство, на задоволство на многобројната публика, а беа надминати со тоа што нашите борци покажаа голема желба, борбеност и сето тоа резултираше со бројот на медали што ги освоивме. Еве, за тоа се заблагодарувам, а војно сакам нели да се заблагодарам и до управата на клубот, градоначалникот на општина Кочани, бизнис секторот, што овозможи сето тоа да се реализира. У контекст на тоа можам да додадам само да продолжат да го прават сето тоа. Овој турнир, знаеме дека по 21 пат се одржи и традиционален, со ново име, легендите на Спартак. Да можеме наредната година да го направиме уште помасовен, посилен, да се слушне и надвор од границите за него и за тоа што мислам дека легендите на Спартак го заслужуваат сето тоа. Градот Кочани како град на борењето го заслужува сето тоа. И уште еднаш голема благодарност до сите нив, до вас како медиум што не следите, нели донеси свој бенефит уделот нели на нашите надпреварувачи. Целата ни е веќе и тесна и претесна, така да во контекст на тоа и ги повикувам сите љубители од најмладите секако, дојдоа, видоа борењето како спорт, како пред се нели дружење. Така да салата е отворена за понеделник, среда и петок од 19 часот. Нека повелат, ќе правиме успеси. На крај Демјанов повторно апелираше до сите граѓани и локални фирми доколку се во можност и понатаму да помогнат во реновирањето на салата, која сега после реконструкцијата на кровот е во многу подобра состојба од кога беше поплавена од поројните дождови. Во деновите од викендот ќе се играат редовните кола во фудбалските првенства во машка и женска конкуренција, при што екипите од Кочани гостуваат. Осогово ја пречекува Виничка Слога, а женскиот фудбалски клуб Кочани ќе игра со Тиверија. Кошаркарите на баскет Дино исто така ќе бидат домаќини на средбата со Борец баскет од Велес. В недела ќе се одиграат надпреварите од 14-тото и последно коло во есенската сезона во првенството на третата фудбалска лига Исток. Фудбалерите на Осогово на домашен терен ќе ја дочекаат екипата на Слога од Виница, која сезонава не постигна забележителни резултати и се наоѓа на последното место на табелата. Некогаш средбите меѓу двете екипи беа дерби, но со оглед на квалитетот на фудбалот во третата лига, овој надпревар многу тешко може да го добие таквиот епитет. Сепак, домашниот терен и лидерското место за жолто-сините, кои уште пред 2 кола си ја обезбедија титулата есенски првак, им дава за право да влезат релаксирани и наместо само да се борат за резултат, да прикажат и убава игра. Надпреварот на стадионот Никола Мантов ќе се одигра в недела со почеток од 13 часот. Викендов ќе се игра и 13-тото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. ЖФК Кочани ќе биде домакин на надпреварот со Тиверија од Струмица, екипа која е во горниот дел на табелата и ќе биде тежок противник за нашиот тим. По минато неделното реми во Битола против Атлетико,
ЖФК Кочани го подобри бодолното салдо, а евентуален успех против Струмичанки ќе им овозможи да се искачат во средината на табелата и помирно да ја поминат паузата по завршувањето на есенскиот дел. Средбата со Тиверија ќе се игра в сабота на стадионот Никола Мантов со почеток од 12 часот. Во првенството на втората кошаркарска лига Исток викендов се игра 8-то коло, во кое Баскет Дино исто така ќе биде домакин на средбата со тимот на Борец Баскет од Велес. Може да се очекува гостите да бидат силен противник со оглед што се кандидати за врвот на табелата и во моментот само по лошата кош разлика ги сместува на втората позиција зад Карпош Соколи. Од друга страна пак Баскет Дино по минатонеделната победа во Крива Паланка ја прекина низата од 3 последователни порази, со што колку толку е вратена самодовербата кај кошаркарите, па може да се очекува тие да прикажат цврста одбрана и ефикасен напад за да ги изненадат велешани. Надпреворот со Борец Баскет ќе се игра во салата кај гимназијата в сабота со почеток од 17 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.